Здраво, јас сум Горан Теменогов, вие го гледате подкастот Каде се парите. Денеска ќе зборуваме за буџетот за 2025 година, но не од аспект на власта, туку малце ќе дадеме од аспект на опозицијата, односно за него ќе зборува поранешниот вице-премиер од редовите на СДСМ Фатмир Битичи, и затоа му викаме добре дојдовте. Добро е, најдов, благодарам на поканата. Да, ве викна вас малце и опозицијскиот ракурс да го имаме во целава приказна, бидејќи мислам дека веќе сме запознаени од мејнстрим медиумите за тоа како власта го гледа на буџетот и кои се елементите во буџетот за 2025, но пред да почнеме за буџетот и секако и за пензиите да зборуваме, а ќе зборуваме и за состојбите во СДСМ, значи малци ќе имаме и за политика и ќе имаме и за мерките против растот на цените. Сепак би го почнал овој подкаст со нешто што е многу актуелно овие денови, а тоа е кредитот од 250 милиони што треба да унгарскиот кредит од 250 милиони што треба да заврши кај компаниите, односно да бидат за зголемување на производството, односно на обемот на производството на фирмите. Гледаме дека се појави еден мал проблем, сега за сега нерешлив, околу тоа како да бидат пласирани овие пари во стопанството. Стопанството ги чека. Каматата што се дава за овие кредити е добра, 3,25, и е далеку пониска од она што може да се најде во моментов на светските пазари на пари. Но гледаме дека има некој отпор кај банките. Еве, вие долго време бевте вице-премиер, доаѓате исто така претходно и од стопанството, веќе ги познавате од сите страни што се вика проблемите на економијата во држава. Што мислите, зошто се овие проблеми и дали се воопшто реални проблеми ве што се појави? Благодарам за прашањето. За волја на вистината, мислам дека се направи еден лош, погрешен чекор во првично, затоа што се вети нешто што не можеше да се испорача. Вистината е дека Македонија имало ефтини кредити, некаде од прилика 650 милиони евра до сега, во изминатите 14 години, да кажам, во кои што владата успевала да ги земе од други финансиски институции, преку Развојната банка да ги пласира кај комерцијалните банки за да го кредитира приватниот сектор, но секогаш каматата ја субвенционирала од страна владата. Да, тоа го кажува и актуелната власт, односно го кажува и министерката. И дури парите се зимале со многу ниски камати, па затоа субвенционирањето било навистина многу мало. Еве, последните пари, да кажеме, од 2020, кои што ги зимавме од Европската инвестициона банка, некаде од прилика 300 милиони евра, и се пласирани во приватниот сектор, биле со каматна стапка некаде 1,5. Така да државата може да и го субвенционира тоа. Ние на комерцијалните банки им го нудевме со 0. Они додава 1,6 административни трошоци и веројатно мала провизија и ги пласира кај приватниот сектор со 1,6. Но никогаш не се случило да вие земете кредит од 3,2, 3,25 како што е сега случајот, а комерцијалните банки да пласираат со 3,25. Во суштина ти двојно ја зголемуваш каматата на парите кои што си ги земал, а дополнително да немаат никакво покривање на трошоците кои што банките секако ги имаат, а тоа се административните трошоци кои што вообичаено иде 1,5 до 1,6%. И сега го слушнав изговорот дека требало општествено одговорни, но тоа не функционира во приватниот сектор. Општествено одговорни за да финансираш политичка агенда, искрено не сметам дека е баш општествено одговорно, туку враќање веројатно на долг ако некој го имал долг. Но, се постава сега прашањето, еве, ова веќе во делот на политиката влегуваме, но да останеме во аспект на банките. Зошто, например, има проблем? Кај го насетувате?
3,25 ќе пласираат со таа камата, фирмите ќе треба да ги плаќаат кон банките 3,25 камата, да враќаат и главницата, со тоа што банките ќе ги задржат овие пари на годишно ниво 8,1 милион евра, при што на име на камата, при што се обврзани на крајот од периодот, односно во сејот период да вратат на државата 250 милиона евра. Топтан, значи колку што земале од државата преку развојна банка, толку да вратат, со тоа што ќе ја задржат каматата. Затоа што ние сите знаеме и додека јас бев вице-премиер заедно со тимот на економски ресори, заради ранливоста на нашата економија, воспоставивме еден механизам, го викаме државна гаранција, кој што е механизам преку развојната банка, кој што токму требаше да помогне на приватниот сектор заради нивната кредитно изложеност, ризична кредитно изложеност, државата да земе дел од ризикот за нивната изложеност, затоа што едноставно такви се состојбите, после неколку те кризи на кои што државата помина и приватниот сектор помина, они не сите имаат можност, иако имаат потреба и за зголемување, тоест подобрување на нивната ликвидност и за инвестиции, не секогаш се во можност тоа да го направат сами. И државата мора некако да интервенира. И ние го воспоставивме механизмот на државната гаранција, кој што постои во суштина, неколку компании веќе го имаат искористено. Во овој случај владата тоа не го зема во предвид како механизам и им вика на банките: пласирајте ги вие парите, 250 милиони со 3,25 каматна стапка, која што е далеко под каматната стапка која што банките, комерцијалните банки би можеле да ги пласираат своите пари, затоа што референтната каматна стапка е далеко поголема. Значи има одреден ризик кој што они треба да го преземат, но од друга страна никој не зборува дека владата и во 2024 буџетскиот дефицит и во 2025 целиот буџетски дефицит во суштина го покрива со домашното задолжување. А домашното задолжување е токму тие пари. Тие пари од комерцијалните банки. Значи, ако си банкар денеска и ти дојде владата и ти рече дај ми 500 милиони евра на заем со 4,8% каматна стапка, ти секако прво на владата даваш, затоа што е пресигурен, каматната стапка е загарантирана, а од друга страна ти вика да, ама сега ќе треба и дополнителни пари да се изложиш, ама со далеку пониска камата од таа што ја даде претходно. И сметам дека овој начин е истиснување на потенцијалот на комерцијалните банки за да се изложат на кредитирање кон приватниот сектор кој што може да биде ризичен. Затоа што на крај на денот, после 10 или 15 години, и тоа е нели проблематично рокот на изложеност. Тоа е главниот проблем, колку што ја знам. Банките ќе треба да вратат 250 милиони, но ако земеме колку е процентот на лоши кредити во државата, кој што варира од 8 до 11% годишно, тоа значи дека во суштина на крај ниедна банка ќе ги нема сите пари. И ќе треба да извади од своите пари за да ги врати. Ја мислам дека таа стапка на лоши кредити е помала, далеко помала, да кај стопанството е повисока, кај граѓаните у просек се движи од 8 до 11, зависи во која година ќе ја видите. Но доаѓаме до едно друго прашање. Спомнавте нешто околу тоа дека треба нема да сака да пласираат по 3,25 кога они имаат свои линии од 4, 8 или 5% за компаниите, може за А категорија да имаат на многу пониски, но генерално 3,25 е пониско. Дали со ова може да се наруши у суштина банкарскиот сектор, односно банкарите да се повлечат од ваква една иницијатива? Односно да не ја спроведат, да не завршат парите брзо кај стопанството, бидејќи тоа е поентата многу брзо да завршат. Да бидеме реални. Во ниту една земја банките нема да се осудат на владата да им кажат не. Така. Затоа што особено на влада која што има апсолутно мнозинство и во собрание, да кажат не, затоа што искрено не би сакале да ги нарушат состојбите. Но овде проблематично од моја гледна точка е дека со самото изложеност голема на
владата кон комерцијалните банки, а тоа е дека и во 2025 и оваа година мнозинството или скоро целиот буџетски дефицит го покриваат од домашното задолжување, од домашните комерцијални банки, во суштина го истиснуваат просторот на нивната флексибилност повише да се изложат. Толку е капацитетот на нашите банки и на нашиот банкарски систем. Од прилика годишно 700 до 800 милиона. Кога владата ќе ти рече да, ама следната година за мене ќе треба да осигураш 700 милиони евра, сигурни, уште 250 милиони кај да ги најдеме. И затоа они ги гледаат како проблематични, и ако ги имаат, да ги изложат затоа што превземаат дополнителен ризик кој што мислам дека доста од банките не би сакале, затоа што ние имаме само една, да кажеме, условно домицилна банка. Сите имаат надворешни, само комерцијална е доминантно македонска, другите сите имаат ќе имаат сериозен проблем да објаснат дома како сега во држава како Македонија, релативно мала, да се изложат значајни суми на средства, затоа што на крај на денот, независно што имаме некаде 10 комерцијални банки, парите би требало да завршат до 4 до 5 банки. Така тие се големите системски. Вообичаено малите немаат таква кредито изложено за да можат да пласираат многу средства. И е релативно проблематично и искрено дали ќе биде нормална појава да ги пласираат, но пак ќе кажам, мислам дека во ваква ситуација, кај што имате една влада со стабилно мнозинство и скоро двотретинство во собрание, мислам дека нема да има банките. Ке калкулираат, на крај ќе речат добро. Да, значи верувате дека ќе се договорат, да, тоа ќе го знаеме во недела кога ќе имаат средба и со премиерот, каде што и вчера деновиве министерката за финансии најави дека дел од една банка се појавила дека ќе субвенционира каматата, премиерот сака да се сретне со банките во недела за да се разреши се ова, но зборувате дека 650 милиони евра се завршени преку развојната банка во стопанството и дадени кредитни линии, но она што бизнисот го бараше и што не можеше да го добие од претходната власт, од оваа им го вети, е многу брзо и на долг рок добивање на пари за инвестиции. Што значи тоа? Каматата не им играше никогаш толку голема улога. Бидејќи јас со бизнисмени што сум разговарал, збореле дека можат да издржат и камата што се вика и од 5% да се задолжат, но битно им е да може да го вратат на 15 години или до 20 години кредитот, бидејќи тоа се за машини, што па банките не сакаат да го направат затоа што амортизацијата им завршува на 10-та година, односно после 10-та компир вредат машините. Да, не е само банките, туку таа е несвојствена економска пракса, затоа што ако опремата за која што ако е за инвестиции, го зимаш кредитот, има вредност сметководствена после 10-та година 0. Така сметководствена. Која е логиката да некој да ти даде за 15 години? Така. Тоа е логиката банкарска, така е. Банкарската логика, ама економската логика во управување со средства е таа, дека после 10-та година ти дополнително треба да инвестираш. Зашто логиката на амортизирање е да ти средствата акумулирани понатаму после 10-та година ги проложиш во нови инвестиции, во нова опрема, затоа што таа застарува. И сега, политички гледано, ако ти на еден бизнисмен речеш ќе ти дадам како влада, ќе ти дам пари за инвестирање во опрема за 15 години, што му кажуваш? Дека за после 10 години он ќе стане помалце конкурентен? Сигурно. Затоа што ако он земе лагодноста, супер сум јас за 15 години оваа опрема ќе ме служи, после 10 години забравете на него како компанија, особено на таков агресивен напад на сите за да станат поконкурентни. Затоа што технологијата се менува толку брзо, што ти после 10 години реално таа опрема што денеска си ја купил не вреди скоро ништо, затоа што ќе треба да ја доопремиш. Од каде пари? Да, добро, но ние не сметаме дека толку ќе бидеме конкурентни, туку гледаме да го задоволиме домашниот пазар и да го зголемиме. Не имаме проблем дома да задоволиме пазарот. Ние сме увозно зависна земја, например. Па да, ама скоро сите кои што добиваат средства и ќе добијат средства, ќе ги видиме,
затоа што и во образложењето за добивањето на парите беше на средствата од Унгарија беше за да се зголеми извозот. Тоа значи дека овие средства не идат кај компании за да се задоволи домашната поборучка, туку да се зголеми извоз. Сега првата контрадикција, затоа што велам не дишат политиките заедно. Не играат едно со друго. Денеска имавме фискалната стратегија собрание во кое што вели дека наредните 5 години во фискалната стратегија растот кој што они го предвидуваат не е заснован на извоз. Извозот буквално останува на исти стапки или на намалени стапки, туку на јавните инвестиции. Тогаш е малце проблематично. Зошто ги пласираш овие средства? И затоа ќе кажам, видете, јас сум бил на другата страна во бизнисот, секогаш бизнисот бара дополнително, но јас велам, кога си на јавна функција треба да видиш секој еден денар инвестиран, што ќе направи тоа за економската структура на твојата земја. И затоа ние фокусот го ставивме на производство и преработка, затоа што во бруто домашниот производ тоа ни беше заостануваше поприлично многу и ако ги земете податоците, ќе видите дека во изминатите 7 години има благ раст во структурата на бруто домашниот производ на сегментот на сегментот производство и преработка. За да сега викаме не парите што ќе ги внесеме се за да се зголеми извозот, а во фискалната стратегија вика дека следната година имаме минус 0,3%. Тоест ќе имаме дефицит во стапката на извоз и затоа велам не дишат одредени работи, некаде малце како да милута оваа влада во економските политики. И сега доаѓаме до прашањето во овој подкаст, инаку зборувавме за Германија и сериозна е работата. Владата не е премногу загрижена заради тоа. Во едно гостување на една телевизија, национална телевизија, јас каде што дебатирав со заменик министерот за финансии, велат дека на пример состојбите во Германија се земени во предвид и нема да влијаат на растот. И доаѓаме сега и до прашањето за буџетот, но доаѓаме и за индустријско производство, доаѓаме до состојбите во економијата и едноставно дали е реално да очекуваме дека наредната година ќе оствариме раст на економијата од 3,7%, како што е предвидено во буџетот и така е калибрирано суштина буџетот, 3,7 раст на економијата, на бруто домашниот производ и 2,2% раст на инфлацијата. Дали е тоа остварливо во услови кога гледаме дека Германија има сериозни проблеми економски, значи има политички, но и економски, и дали можеме да очекуваме дека се ова ќе се реализира или малце треба да бидеме повнимателни? Сега јас барам така сум научен да ја гледам по широката слика, па после да можам да зборувам и за деталите. И ќе почнам пак од примарниот документ, а тоа е рамката која што ја задава оваа влада. Фискалната стратегија 2025-2029. Они признаваат, иако тоа не може да се види, го спомнуваат некаде дека проблемите во германската економија, Да, и во буџетот е спомнато новтирано и во буџетот, така е. Кај што ние имаме изложено секако, ние извезуваме 43% во Германија и не може така се е паднато на 41. Да. Беше 44, сега 47. И се вели на крај дека сепак тоа нема да влијае на економскиот раст, затоа што целиот економски раст се базира на бруто инвестициите. И тамо влегуваат и јавните инвестиции, и приватните инвестиции. Со занемарување се обидуваат и во фискалната стратегија и во буџетот се обидуваат да го занемарат ефектот на извозот. Што не е возможно. Во долгорочно, ма и среднорочно, ако сакате, не е возможно да го занемарите затоа што изгубен пазар еднаш, значи многу тешко надокнадување на тој изгубен пазар. Јас се надевам дека независно на сите предизвици кои што ги има германската економија, ако ништо друго, следната година барем да имаме статус кво. Да не изгубиме пазар,
за да Да, но ние еве ги потатоците маце, јас сум многу загрижен. Ја оваа тема ја издигнувам на прашање, некои викаат онака досаден си со тоа Германија што ја спомнуваш нонстоп. мораме. Еве, за првите 9 месеци, за 9 месеци од 2024 во споредба со 9 месеци од минатата година, извозот е паднат за 3,7 процентни поени. Поени. Значи збориме за процентни поени, не збориме за намален е извозот споредба 13,7%, но во учеството намалено е за 3,7%. Што Од 44,7 да, на што 41. предпоставувам до крај на годината ќе оди Може да под се лизга 40. цело време тоа, ќе дојдеме до момент да и ние изгубиме околу 4 до 5 процентни поени извоз во Германија, паѓа и увозот, извозот целиот, увозот се зголемува или е на исто ниво, ние доаѓаме до пазар кој што е богат пазар и кој што ние ги задоволуваме тие високи критериуми таму да бидеме. Сега проблемот е дека колку е сериозно ако ова? во една година изгубите 5 процентни поени од извозот, а вие треба да видите колку извозот опфаќа во бруто домашниот производ, па да искалкулирате колку тоа ќе влие на економскиот раст. И тоа укажува дека следната година сите карти се ставени на едно. Ако не се случат сите инвестиции, што се најавени, ние секако нема да стигнеме раст од 3,7 колку што вика владата. Впрочем, и Народната банка тоа го кажува истото. И они викаат поумерено, 3,3. А Светска банка уште поумерено вика многу сме скептици дека може нешто да се случи, затоа што ни во буџетот немате најава за ништо сензационално во сегментот на јавна инфраструктура, јавни инвестиции, освен тоа што веќе е започнато. Дури они нотираат, Светска банка нотира дека секој застој, евентуално, од било која причина, во коридорот 8 или 10, ќе значи директно негативно влијание врз економскиот. Да, но тука има и едно друго нешто што го вика владата и верувам јас дека ВМРО ДПМН е познат по тоа што може да ги мобилизира силите за да спроведат реализација на капиталните инвестиции. Сега го ставија на ЈПДП, јавното предпријатие за државни патишта, Коце Тројановски, го знаеме како градоначалник, ќе изоставиме на идеолошкиот проект Скопје 2014 кој што сите имаме некако негативен однос, но оноа што го работеше во град Скопје генерално не беше лошо. Збориме за поглед на улици, одржување, давање на услуга за граѓаните во поглед на одржување на инфраструктурата, градењето на инфраструктурата. Зборуваме за оној дел каде што си беше навистина градоначалник, не зборуваме за желбата на владата како да не изгледа Скопје. Он е работник и он ќе го изврши сето тоа. Општините ќе имаат проекти што ќе ги реализираат, кај што генерално ќе запнат и еве на министерката за финансија вели година на избори треба да се видат, едноставно ќе дојдат до реализација. Тоа е сериозен предизвик, но вака гледано во тој дел би можело да го реализираат малце подобро од вас, бидејќи СДСМ ја имаше ракраната со капиталните инвестиции. Тука паѓавте најсериозно. Па имате два начина. Например, и тоа се две струи. Ние ги имавме тие две струи во владата, додека јас служев. Ја сум поборник на системско решавање на работите, за да ништо не зависи од еден човек. Туку системот ги канализира работите и ВМРО се познати дека и вон системски ги решаваат работите, па после ќе гледаме. Например, Миладиновци Штип, уште денеска нема технички прием, а се воза сите луѓе. И уште не се платени дури изведувачите. Например, Гранит, затоа во суштина банкротира, затоа што не можеше да се плати, оти немаше технички прием. Ама тоа е вонсистемско решавање на работите. И сега, ако сакате, ако цената е да мора да прикажете капитални инвестиции, како што владата најверојатно мора да следната година, зашто поинаку нема да ги стигне очекуваните параметри, ќе може да гледаме и вонсистемски решавање на проблемите на кои што ќе најдат. Секој инфраструктурен проект, сите инвестиции имаат административни проблеми, да ги кажеме. И овде да не звучи дека ја не сакам да ги видам. Ја
Највише сакам да видам искрено инфраструктурни проекти да се одвиваат затоа што тоа го подобрува квалитетот на живот на сите граѓани, подобрува можноста за економски раст. Но кога играте на картата all in, се на едно место, ризикот е преголем. И затоа тоа што го гледам во буџетот, код да се е ставено на една карта, занемарувајќи се друго, и тоа можам да го сватам затоа што во принцип се е ставено на енергетика, се е ставено на капитални инвестиции во смисол на инфраструктурни проекти. Приватниот сектор е оставен тамо некаде. Еве ќе ви ги даеме 250 милиони, па вие инвестирајте, веројатно тоа ќе донесе назад нешто, но без јасна определба во приватниот сектор, за да се случат инвестиции, за да се случат странски инвестиции, мора да има предвидливост. Они сакаат наредните 4 години, 5 години да видат јасна слика каде ќе се движи. Ако ти се засниваш наредните 5 години во инфраструктурни проекти, што е добро, едно за секој да завршиме со тоа. Дури јас сметам дека ние една за секојаш во еден мандат треба да завршиме со сите комунални проблеми. Добро, за да се тоа сака да го опфатиме- направат веројатно. За да ВМРО. за да Сака тоа да го опфатиме, направат. ако така треба, Така. ако е возможно, се да заврши, за да луѓето почнеме да гледаме за други побитни работи. Например, да не умираме секој ден од загадувањето, Така. Но кој што ни Морам се да ни се на ни се нешто друго случува. пред да направиме првата пауза. Зошто 7 години не реши Миладиновци и Штипа патот? Зошто СДСМ не го реши, например? Затоа што Да има технички За- приеми сето тоа. Зошто? Затоа што имаше сериозни проблеми од моментот на проектирање, од приемот на надзор и така натаму, со различни, верувате, различни проблеми кои што се појавува и искрено ја некојаш велев не можам да сватам како влегуваш како влада, Која која и да е влада. Вашата влада свиреа, Па не. славевте. Не, Мислам која Миладинов се пушташе. Не знам. Видете, јас сме збореле и во друга функција, и јас сум еден од тие кој што не често одел на свирки и на забави за било што, затоа што сметам дека јавен функционер е за да сработи онака како што треба, за да одговори на потребите на граѓаните, а помалце да се забавува на различни места, но реалноста е таа. Како што еве слушам за Кичево Охрид дека ќе го бидне, се надевам конечно да го биде, но да видиме која ќе биде финалната цена за тоа. Но да се вратиме во парите, некогаш дури ја кажувам дека целта ги оправдува парите. Ако ние знаеме која е финалната цел, што сакаме да постигнеме, ја како политичар би кажал, би ги оправдал. Независно колку се тие пари. Затоа што на крај граѓанинот ќе добие повише. Проблемот е што овде не ја гледам крајната цел. Значи сега, скептик сте. Па не, затоа што не ја гледам крајната цел, затоа што некако ми излегува ова. Ја никогаш не сум кажал дека имаме чорсокак и тунел кој што завршува некаде, они сами кажува, ама после се испостава дека не било баш така, само требало да се седне да се разговара. Сега јас гледам дека ова е чорсокак. Ние се градиме, правиме, не знам, ќе правиме некаков си раст. Зашто? За регионалниот пазар на Западен Балкан. Тоа е првото, нели, заедничко работење, и за глобалниот пазар. Прашањето, бидејќи сега немаат јасен предводник на економските политики, зашто се зема од Министерство за економија, поднесува на секаде, немаат вице-премиер за економски прашања. Прашањето ми е колку нашите компании еден ден, независно дали ќе бидеме земја членка на Европска унија 2028, 30, 32, како нашите компании ќе бидат конкурентни на глобалниот пазар од 500 милиони луѓе.
Тоа е суштинското прашање што треба да го видиме. Зошто не ти треба инфраструктура, ни железница, ни автопат, ако тие водат никаде. Така. За наши потреби, убаво е да се движиме побрзо и до Охрид за кафе и до, до сакаат Солун. они регионално поврзување, се гледа големата слика. Грција, Македонија, Србија, Унгарија. Унгарија не е идеолошки како што сака се да само да го обои, Не. нели заради авторитарниот режим на Орбан, па исти режими и сето тоа. Туку збориме како точка од каде што ќе е Словачка блиску, каде е Австрија уште поблиску. Не, ама, Едноставно, не се таа е разлику, вертикалата. овде не се разликуваме. И оние се Значи, јасно е таа вертикала ма дека не- сака да ја развија. Не. И се права тоа да го Гледам, направи. гледам дека има една желба за да направиме целосна дистинкција дека ова е различно. Не се разликуваме. Јас сум зборал за геополитичката положба на нашата држава и како раскрсницата која што ни ја дал Господ треба да ја искористиме. Јас сум зборел и за коридорот 10, и за коридорот 8, и за патната инфраструктура, и за железничката инфраструктура. Но сум зборел и за енергетската инфраструктура, која што треба да ја искористиме, затоа што тоа е додадена вредност. Ти добиваш како земја повише. Еве само еден податок, зашто го слушам, велат види новиве, како одма ги отварат видичите, па ние скоро 3 години зборавме со Република Грција, како да направиме да нивниот најголем проект, кој што го во овој момент се спроведува, а тоа е подводниот трансмитер на електрична енергија од Египет 3 гигавати на час, да можеме да го поврземе со нас, за да ја пренесеме таа струја во Европската Унија. Само да транзитира. Така. Затоа што они ги бараат алтернативите. Алтернативите им се Албанија, И Бугарија. алтернативите им се Бугарија. И сега ние цело време преговаравме и овде, например, со МЕПСО, затоа што секој 4 месеци имаш нов директор во тоа време во МЕПСО, ја им велав, донесете ми стратегија на маса, во која што ќе ми кажете колку е цената која што треба да инвестираме за да имаме доволно добра мрежа, за да бидеме во можно да им кажеме на Грцијата, струјата ќе поминува низ Македонија. Таа е нешто што треба да се случи реалност, затоа што добиваш пари од нешто што ќе поминува низ твојата земја. Треба да додадена рипче вредност. да прлиш да фатиш крапче. Апсолутно. И Тоа затоа велам не се разликуваме. Како што слушам веќе последните 10 дена, вика во изминатите 2 недели почнаа 2 нови проекта во инфраструктура. И кои се 2 нови проекти? Коридорот 8 и коридорот 10D. Па од кај бидна нови Така, проекти? добро, така е пиар, да познати се дека добри се во пиар, но добро имаат право да се палат бидејќи имаат волја, они имаат политичка волја сериозно да спроведат Кој нема реформи. политичка волја? Кај вас не достасуваше малце, еве вие МЕПСО викате секои 6 месеци се имаше нов директор. Клучно и вие немавте. Такви беа состојбите, Тоа е, бројките оттаму беа Така е. така. Така е, бројките беа лоши во не одеа во ваша корист, но сакам да ви кажам дека овде имаат можност да го направат. Време е надевам. за првата пауза, се враќаме после нејзе, сега е време за пријателите за да видите тие што возможуваат овие содржини да бидат бесплатни, а ние од нешто мора да живееме сепак. Атлантис. Сладки спомени. Витаминка.
повторно ќе разговараме со поранешниот вице-премиер за економски прашања Фатмир Битичи, зборувавме за тоа што се случува во економијата, интересни погледи, значи уште ја негува онаа недоверба дека се може ВМРО ДПМН да направи институционално, туку нешто може и да протера за да се завршат некои проекти што се вика и вон институционално, но ќе видиме како ќе биде. Ја мислам дека ВМРО овој пат малце повеќе, ВМРО ДПМН малце повеќе ќе внимава на тој аспект, бидејќи сепак сме на патот кон Европската Унија, иако сме блокирани, и битно е како ќе ги градиме институциите и каков впечаток ќе оставиме на функционирање на тие институции. Ако можам една слободно, интервенција, ние имам оставено многу убава алатка. Јас на примопредавањето, иако немаше функција, инсистирав да има одредено примопредавање и им оставивме единица за следење на инфраструктурните проекти кај премиерот, кој што треба да биде воспоставено со многу добар софтвер, токму за да ги реши сите овие проблеми, да немаат проблем. И еве, еден повик до владата да го стави во функција, ако не да им го даде на ЈПДП, затоа што направен голем напор, се работеше скоро година и пол со британската амбасада, за да се воспостави тој систем, и постои во генералниот секретаријат, има целосно оделение кој што би требало на дневна основа да ги следи инфраструктурните капитални, големите инфраструктурни капитални проекти, за да ги елиминира системски недостатоците, а не вон системски, така да, но тие не се гледаат, Убавото е што тоа се работи и не го гледаат. Да, ова е интересно прашање што може да се постави до владата и до кабинетот на премиерот, дали е ставен во функција овој систем, бидејќи голем проблем на СДСМ беше реализацијата на капиталните инвестиции. Многу пишувавме за тоа. Ние сега искрено се надеваме дека тоа ќе биде променето од оваа власт, бидејќи капиталните инвестиции се битни и се значајни, бидејќи ќе имаме поквалитетен и подобар живот. Вие зборувавте дека треба барем во еден мандат да ги затвориме сите тие инфраструктурни прашања за да може да се посветиме на нешто друго, но еве гледаме дека се посветуваме на нешто друго. Мене што исто така ми остава впечаток во буџетот за 2025, а тоа е дека ќе има околу 150 милиони, 149 милиони евра повеќе за пензии, се зголеми не драстично, но сепак се зголеми оној процент што е потребен за да се финансира од страна на државата за да може да се исплатат пензиите. Вие некаде го дотеравте, мислам, до 22-23%, за да може пензиите да се исплатат. Сега тоа ќе биде околу 27%. Малце повеќе. 27 зависи како, не, од што го Да, јас ги гледаме, ставките јас бидејќи има вкупниот буџет, не од вкупниот, туку генерално ги земам од она само за пензиите што треба, за да функционира ПИОМ од буџетот треба да се префрлат некаде околу 36%, 36,1 ако ме служи добро памтењето, тоа е за вкупно што треба за да функционира целиот ПИОМ фондот со сите трансфери, значи со транзициони трансфери. Сето тоа јас зборувам само за пензиите што се околу 27%, што е зголемување некаде околу 4% поени од прилика. Сега да не ме земе точно математиката, треба да ја извадам на хартија ми е. Сметате ли дека сепак постои оправдување за зголемување на пензиите, бидејќи гледаме дека со најстар модел кој што ќе се врати, сепак најбогатите добиваа најмногу, а оние што беа со најмали пензии најмалце? Видете, морате да поставите праведен систем. За жал, кога ќе наследите нарушен целосно систем, секој нов систем не може во брз период да ја врати праведноста и правичност. За жал, методологијата е праведна, дури и правична. Затоа што пензискиот фонд функционира на ниво на солидарност, не? Вие не можете на тие кои што највише придонесувале да им кажете сега не ви следува повеќе. Како што и на тие кои што најмалку придонесувале не може да им кажете сега нема ништо за вас. И затоа велиме дека системот кој што го успоставивме е праведен, дури и правичен. Дали е доволен? Не е доволен. И јас дури гласав за ваков предлог да има интервенција. Но јас прашањето кои што ги поставувам е дали се доведнува во опасност и дали големата слика
ја представуваме, се доведува во опасност пензискиот фонд за следните генерации, затоа што ние имаме таква демографска структура која што нашето население е старо и уште повеќе ќе старее. Тоа значи дека годишно ние може да имаме поголем прилив на пензионери него на нова работна сила во економијата. За годинава мислам дека околу 4000 нови пензионери се Да, планира плюс. според буџетот Да. за 2025 се извинувам не за година. И тоа укажува дека ќе расте буџетскиот дефицит, тоест ќе расте ставката колку треба да се покрива дефицитот во пензискиот фонд. Годинава во 2025 е 300 милиони евра дополнително со двете покачувања. И тоа е сериозна сума на пари. И прашањето е дека ова морате да го решите. Не го кажувам јас, сега го кажуваат и од фискалниот совет, го кажуваат и други експерти. Мора да решите и морате на пензионерите и на следните генерации да им кажете кој е следниот чекор. Дали следниот чекор ќе биде зголемување на придонеси, затоа приватниот сектор јасно знае, а така се губи конкурентноста, затоа што тоа е во сегментот на предвидливост. Тоа го неаме, се заташкува, но бидејќи гледам дека сериозно добро стоиме политички со нашиот северен сосед, еве денеска имаше информација дека таму се зголемува старосната граница. Или следниот чекор, надвор од зголемувањето на придонеси, ќе биде зголемување на старосната граница за одење во пензија. И ние не сакавме овие прашања да бидат поставени на маса затоа што сметаме дека нашата економија и нашата демографска структура не може во овој момент да се справи со овие две работи. Не може на луѓето да им кажете сега не на жените нема да идете во пензија на 62, ќе идете на 64. Не, се И на мажите 64 одат, сега но одат. со можност на 62. Сите Да. 64 одат и едните и другите со можност жените И- да и одат на- на 62 да. години. И на мажите да им кажете нема да идете на 64, ќе идете на 68. Затоа што следниот чекор тоа ќе биде. Сите анализи, сите истражувања упатуваат дека мора тоа да се направи ако во среден рок сакаме пензискиот фонд да не колабира. И јас се плашам за тоа. Па нема да колабира, ќе се зголемува само Па чеството од до буџетот. колку? До колку? Па било и Па 40%. Па да, ма 42, знаете, така нешто. имавме сериозен проблем тогаш на неисплатување на пензиите со доснија Добро, имаше со групи, прва, втора, месеци, трета, така имаше. така да Не, видете, до 42% дотација беше до 2017, колку што Да, до ВМРО додека беше на власт. Вие почнавте со да ја реформите, намалиме, да со ја намаливме зголемување на 23 скоро, така 23, што е сериозно намалување, Така. затоа што така се грижиш за државата. И сега има суштинска разлика. И затоа не сакам да звучи, овие не сакаат пензионерите да живеат подобро. Не е вистина. Затоа ние кажавме дека за да се справиме со праведноста и правичноста на тие кои што најмалку добиваат, воспоставување на минимална пензија. И ние во нашата програма сосема јасно кажавме дека минималната пензија не треба да биде под 20.000 денари. И тогаш веќе ќе влезеш во друг сегмент. Ама мораш политиките, особено за луѓето во третата доба, за пензионерите, да бидат конзистентни и не можеш ќе направам само една па да видиме после ќе се справуваме. Јас немам никаков проблем нашата економија да може да произведува повише, да дава повише. Ние секоја година имаме зголемен буџет, зголемени расходи, така? Да. И така би требало да биде. Така ако расте Но- економијата, но- треба да но расте Ние и приходи и во расходи. ситуација на нерастење на економијата, со економија која што расте 1,7, ти имаш 10% зголемени расходи. Следната година ќе имаш 2 до 3, а дефицитот ти е уште поголем, а ќе имаш уште 15 зголемени расходи, тоа не води никаде. Води во ситуација каква што сме ја виделе во нашиот јужен сосед во Грција. Еден ден, пуф. Ама за жал ние ја немаме Европската централна банка, ни Европска унија за да ни помогне во сето тоа, затоа што овие 750 милиони кои што Европска унија ни ги дава, ни вика, ние сакаме да видиме Така. што реално ќе направите од Но се реформи. доаѓа до прашањето на сега
познавајќи ги луѓето што се на власт, министерката и премиерот, јас не сум убеден дека они ќе дозволат екзибиции за да се загрози макроекономската стабилност, посебно актуелна министерка, која што сепак мислам дека е малце така од оној коф на министри кој што се грижи за секој денар и нема да дозволи да се трошат парите, додека на пример кога ќе направиме споредба со владата на СДСМ, некако порасипнички како да бевте вие настроени и помалце да се водевте од општото добро и каде завршуваат парите. На пример, јас за вашиот именјак, на пример, има поголеми очекувања како министер за финансии, подоминантен да биде, он беше повлечен. Ајде, еве ме предизвикавте со прашањето интересно. Да, лична обсервација, ова е подкаст, можеме да имаме лични мислења, значи за така. Еве, ние сме имале прилика со вас изминатите 12 години на различни позиции да зборуваме за истите прашања. Но и како вице-премиер, знаете и вие и многу други новинари колку беше притисокот за јавниот долг. За границата од 60%. Така? Денеска сме на 65. 64 мислам и ќе падне на 62. 64,7. Се. Еве го податокот вчера од Finance Tank. Не од мене. Вика, ако на јавниот долг, кој што е денеска 66,4% со крај на 2024, се додадат и недостасаните обврски, неизмирени обврски, јавниот долг е 70,8%. Што правиме со ова? Еве го графиконот. Така. И сега, одеднаш, велиме, за макроекономската политика не треба да се грижим. Ова е загрижувачка. Затоа што 10% поени, прескако зборувавме за извозот, и кога рековте дека извозот, изложеноста кон Германија е намален за 4% поени, нагласивме дека тоа е алармантно. Сега, зголемување за 10% поени е алармантно. Значи, суштински многу алармантно. За жал, искрено Горан, сметам дека, видете, ја живеам овде. Независно што сум одлучил сега да се занимавам со политика. Ја не сакам да видам и да живеам во држава во која што може да ни се случи различни апокалиптични ситуации, вистински апокалиптични ситуации, како што сме гледале кај некои други земји. Но, ја исто така, и знаете дека сум конзистентен за тоа, јас сум поборник дека јавниот долг не треба да не загрижува, се додека знаеме дека креираме додадена вредност. И проблемот е што ние сега слушам, ми викаат во апсолутен износ, не знам, сме се задолжили во 2020 и 2021 2 милиарди. Ја викам и? Па вика, зашто сме ги потрошили? Затоа што беше нужно тогаш. Затоа што тогаш прашањето не беше дали ќе креираш економска вредност, туку дали ќе спасиш луѓе, дали ќе спасиш работни места, дали ќе спасиш компании кои што беа на ниво на замирање. Да, но има забелешки баш од Finance Think, меѓу другите ги спомнавме, ги знаеме, ние сме соработувале, била Благица Петрески тука гостин 2 пати, но кажува дека првото задолжување што беше делење на пари од хеликоптер без критериуми и од тогаш почна затоа што секаде се случуваше и тоа не и не беше таргетиран. Во економијата, па види кога ќе бидеш во ситуација во која што изложен, како што бевме ние изложени, како што беше целиот свет изложен, како што беше ковидот, вие не знаете дали во тој момент треба да почекате за да испланирате таргетирани мерки или да пуштите
средства за да спасите што може да се спаси, и тоа беше одлука тогашна на тогашната влада и економскиот совет кој што беше многу поголем и поинклузивен, кој што рекува, видете, ова не е својствено, но е нужно да се направи. Да се вратам на јавниот долг, еве ги гледам официјалните податоци од веб страната на Министерството за финансии, Да. со трет квартал, значи тоа е до септември, тој изнесува 56,9%. Тоа е официјално. Јавен долг или државен долг? А со себе на државен и јавен долг, Државен. овде јавниот не, ова е јавниот долг, ова е јавниот долг, а додека државниот е 49,3. Ова е најофицијалното што може да биде официјално. Тоа е како сакаме да ги прочитаме реално бројките. Иначе податоците со кои што и јас располагам е дека државниот долг е 56,9, јавниот долг 66. Со крај на годината ние секој ден се задолжуваме во како домашно задолжување и дека некаде од прилика 4 до 6% е дополнително неизмирените обврски кои што доаѓаат од локална самоуправа, кои што не се пријавени. И сега, бидејќи имате навистина голема верба еве во оваа структура и кај министерката за финанси, Мора да веруваме на почеток, се мора. апсолутно. Мислам, Има еден тежок предизвик пред себе, а тоа е дали ќе го смени сметководствениот начин на управување со јавните финанси, наспроти сите укажување на сите институции, странски меѓународни финансиски институции, дека државата мора да влезе во сегментот на така нареченото accrual сметководство или сметководство базирање на направени обврски наспроти на паричен тек кој што ние го наместо имаме. исплатени, туку колку е преземени. И Така. затоа што еднаш мораш да го направиш тоа. Зошто не го направи sada само? Тоа го имаше идеја Затоа тоа. затоа што Тевдовски сакаше тоа да го направи он. затоа што ние имавме Беше реформатор. Па не, затоа што ние имавме уште еден момент, тоа не може да го направите се додека не бидат преведени меѓународните финансиски стандарди во државата. И ние тоа го направивме заклучно со 2023, тие се преведени, признаени. Сметководствените Да, меѓународните сметководствени стандарди, така е, за да може да се направи и подкаст шекор. овде беше председателката на ИСОС овде зборевме ние за тоа се е зборено за економија во овој подкаст. Мислам да се значи разбереме. е направено нешто. Добро, направено. Сега следниот Што чекор не беше направено 12 години, мислам така Апсолутно. беше. Да, и следниот чекор, затоа што они се преведени во 2023, има период на прилагодување, од 2025 веќе почнуваа со примена во приватниот сектор. Следниот чекор би требало да има храброст владата да каже, окей, влегуваме во тоа, затоа што така еднаш за Добро, секојаш сега ти кажам, ја верувам дека ти има храброст министерката, Океј. ама нема да ме обвините дека Не, навивам не. за неизе. Не. Например, јас имам министри за финансии кои што јас ги поддржувам, а посебно поддржувам оние што се малце така цици и похрабри, цици што се малце компарите, а такви ми беа да Никола бидат. Поповски, например, Зоран Ставревски, ако нели беше во едно матно време на ВМРО ДПМН владење, но еден од најуспешните министри за финансии Зоран Ставревски, Никола Поповски, да не зборуваме, го напаѓа, но беше исклучително квалитетен министр за финансии, кој што Трајко Славевски исто така одличен министр за финансии. Значи на такви министри, Тевдовски да не го заборавам од СДС, последниот онака што имаше реформски капацитети на таа позиција и што добар дел од она што денеска го живееме како реформирано Министерство за финансии во тоа време. Значи треба да се дава поддршка на министрите за финансии, посебно јас лично ги поддржувам тие што се малце така по да речам во карактерот малце потврди, но вие видите 70% дека ќе стигне јавниот долг. Ова е загрижувачка податок. Го објаснувавте врз основа на што затоа што има релативно тоа да правиме со неизмирени обврски кои што не ги пријавуваат локалната самоуправа. Има две работи. Значи ние мораме независно кој управува со локалната самоуправа. Ние мораме инструментот, механизмот на лична одговорност да ја воведеме една за секој во државата.
не може да бидете градоначалник и упорно да барате пари од некого и да само ставате на страна обврски и да мислите дека тоа ќе се заборави. Па ќе дојде еден друг градоначалник, па сега тој други градоначалник ќе подмири се. Не може да се случи. Но Ние направивме пак нешто. политички морам да ја вратам. Не, ама ние направивме нешто. Сега не окривувам никого. Не Малце сваќате. имате вина како СДСМ, Не, ги ние олабавивте, направи- првин ги стегна Стевдовски, како може да Па ние биде. дадовме пари за да доеме на нула, ги стегнавме и со тек на правилата време и со тек на време истата влада на СД, не истата, туку на СДСМ владата со други министри и со други состави ги олабави односите кон и можностите кон општините и повторно им дозволи да ги надминуваат своите можности за трошење од оноа што ги воспостави Тевдовски на тригодишниот просек и сето тоа. Сега прашањето затоа што А се дадоа 50 не милиона можам- евра од ТАФ. не можам да го прифатам ова, затоа што сега Не, сакам да кажам Са- само дека да- неодговорноста се звучи- негова од сите. не, ама звучи дека ние сега тоа намерно сме го направиле за да фаворизираме некој. Не, политички беше само пред избори за да се може. 70% од Како што и сега се од случи. општините се водени од опозицијата Сега да, тогаш. но едно Така? во 2020 бе од Да, ама од да се измира неизмираните претходно во до 2018 кога да, беа неизмираните обврски акумулирани, а тоа се некаде велам околу 5% поени од бруто домашниот производ, не се креирани во една или две години. Се креирани низ години Апсолутно. во секоја општина. Постоеше обид од сега, Тевдовски да ги стегне, Реков вие две пак ги работи. олабавивте. Реков две работи. Тоа е- Мора да се интервенира во законот за да може би се побара кривично одговорност за тие кои што обавуваат јавна функција, градоначалник, а кои што ќе бидат во ситуација на неизмирени обврски и непријавени обврски. Затоа што тоа е законска обврска да пријавите. Министерство за финансии цело време им бара. Така е. Ама велам, они се вадат од едноставна сметководствена работа. Вика, па ја неам обврска да ги пријавам сите обврски, кога ќе ми стасат за плаќање, тогаш. И се договараме, затоа што нели пак има тендер, па тој економскиот оператор вика, ај добро сега нема да пуштам, нема да стаса за плаќање, затоа што Така, и нема не да може можам да ги извршат ако сакаат да наплатат, бидејќи судовите гледате, исто побрзо. така Тоа е првата стават. работа, дека мора да се побара кривична одговорност во соодветните закони и вториот момент мора да се стегне една за секојаш. И дури овде оправдувам дека еднаш мора да се стави рез на крај на денот мора да се одлучи како држава дали со фискалната децентрализација ќе одиме докрај и ќе речеме овде завршува. Ние имавме еден обид кај што на општините им дадовме можност за да се задолжат во државата како сегмент на обврзница, само една општина беше пријавена. Така. За да после го враќаат нели со Така. дотациите кои што ги добиваат и, така натаму. Многу беше интересно кога вие работевте, значи да воведете ред во општините, во општина со блокирана сметка купи најмодерен автомобил од 66.000 евра. Да. Ја одблокираат ден таа сметката за да го купи автомобилот и после тоа ја блокира за да купи тоа е општина Струга за да нема забуна, но добро. Тоа е тоа. Добро што не е општина од иста политичка партија. Ова беше имаше и други општини сето тоа, но тоа што се обиде Тевдовски да го направи владата на СДСМ во тој период да ја разграничиме од 2017 до 2019 кога 2020 кога беа парламентарните избори каде што Тевдовски беше пред да биде реконструиран, имаше реформски капацитети, економски реформски капацитети, сериозни во Министерството за финансии. Океј, тука доаѓаме до можа потребата од втората пауза за нашите пријатели, па ќе се вратиме со она што веројатно сите го чекаат во државава за жал, а тоа е за политика да зборуваме за состојби во СДСМ, иако јас многу повеќе сакам да зборувам за економијата, бидејќи отворивме многу интересни теми и дадовме различни аспекти на некои случувања што сме сведоци во моментов што се случуваат. Значи време е за втората пауза, па се враќаме со господинот Фатмир Бетичи да разговараме за последната тема.
Slatki spomeni. Vitaminka. Разговараме со Фатмир Битичи, поранешен вице-премиер за економски прашања и поранешен подпредседател на СДСМ, сега пратеник од оваа партија. Интересни економски теми, различен магол од онаа што во моментов е во јавноста сервирано, еден квалитетен разговор до сега имавме и многу е интересно да се види како политичар и човек од бизнис секторот гледа на ова што се случува во моментов во сферата на економијата. Се согласивме дека добро би било да се реализираат сите капитални инвестиции и самиот Битичи, ако не грешам, даде поддршка да се реализираат, бидејќи еднаш мора тоа да се заврши инфраструктурните прашања во оваа држава. Зборувавме и за како било во слабостите на СДСМ, владите на СДСМ, малци имавме и така побурна и пожестока дебата, но доаѓаме до она што е политичкиот дел, што јас искрено не сакам премногу да го да му давам на значење, но вие како гледачи не знам зошто многу сакате за политика да се информирате и да знаете она што се случува зад кулисите, па затоа ќе го искористам присуството на господинот Битичи да зборуваме малце и за состојбата во СДСМ. После изборите, после оние 58 спрема 18 пратеника, бевте првиот што даде оставка, повикавте у суштина на промени во партијата и се доби впечаток дека сте крајно разочарани од резултатите и од она што се случи на изборите. Што се случи толку драстично да се добие впечаток дека вие сте разочарани од она што се случува во партијата? Поверојатно е акумулација на многу работи. Мислам дека и најголемите оптимисти на опозицијата тогашна не веруваа дека ќе имаме толку лош резултат, но е акумулација на низа на работи, што политички лоши одлуки, што акумулација на состојбите кои што доаѓаат после низа на години во криза на државата. И веројатно оставањето на дел од внатрешната организација во секоја политичка партија на втор план. И ние се имавме одредени обиди. Ја барам сум чист и мирен во душата, затоа што секојаш сум бил доста гласен во секој форум во партијата дека мора да се разговара, особено што партиските структури не се само за да бидат поставени, туку бидат прашани, бидат предизвикани со одредени битни прашања за општеството, за државата и велам акумулација на низа работи. И јас за тие кои што повише ме знаат и во приватниот живот, знаат дека се носам со секој еден предизвик, но имам сериозно високо ниво на лична одговорност и мислев дека, иако можеби не сум најодговорниот во тој момент, сум дел од тие кои што едноставно во тој зададен момент беле дел од раководството и доживеале пораз и затоа не можев едноставно да почекам уште малку време за да дам оставка. Но и ден денеска останувам на социјалдемократската идеологија, поборник на сето тоа, затоа што сметам дека треба да се даде шанса и на државата е потребно еден таков дух. Но дали може социјалдемократската идеологија да се врати со сегашно актуелно раководство кое привремено ќе треба да се избере на Конгрес? Сега јас, например, господинот Филипче го знам, 2 пати ми бил во емисија во еден друг медиум, го знам како врвен хирург,
како посветен хирург, го знам како министер за здравство кој што добро си ја вршеше работата во времето на ковидот. Ние можеме да зборуваме за милиарда пропусти, но ние имаме генерално системски пропусти во здравството, но во тој момент добро се справи со ковид кризата, но после тоа малце како да не почувствува одговорност кога се случи тетово, може би да нема директна одговорност, но командна што се вика му се случува него и требаше веднаш да поднесе оставка. Не да исчекуваме дали ќе се случи тоа, но некако ние што ја следиме и политиката во држава, не го гледаме како изворен социјалдемократ, како човек кој што застапува длабоки социјалдемократски вредности и е изграден во партијата како социјалдемократ. Што мислите вие? Сега треба да зборувате за вашиот лидер, но отворено зборуваме дали вие кога го гледате како лидер, да овој може да не понесе во социјалдемократските вредности да ја врати партијата на правите стази. Има неколку тези кои што ги поставивте и ќе почнам од последната. Тоа е дека не бил изграден низ годините во партијата. За да бидеш социјалдемократ, не треба да бидеш изграден низ партијата. Дури ја тоа го гледам како недостаток, затоа што во суштина не си бил во можност да социјалдемократските вредности ги промовираш и ги спроведуваш на дело надвор некаде, надвор од една структура во која што секогаш некој ти вика, добро шефе, браво, така. Затоа што партиските структури се такви. Малце лицемерие, малце умилкување, малце за да се креваш нагоре. И затоа, може би тоа е за некого хендикеп, за некого е предност. Јас сум една доста нова принова во социјалдемократската идеологија во државата. И јас сум кажал јавно и во партијските структури, но и јавно го кажувам дека јас сум растен со таа идеологија. Сум се обидувал да најдам место кај што ќе можам сето тоа со кое што сум се хранел низ годините, да можам да го едноставно спроведам. И сум нашол место во Социјалдемократскиот сојуз. Но не признавам на никому дека некој кој што бил за 20 години во партијата дека е поголем социјалдемократ од мене. Затоа таа теза ја се збиваме, затоа што мислам дека не држи. Например, председателот Венко Филипче, ако најдете еден пациент во државата кој што го вратил, независно во каква позиција бил, ја ви признавам дека не е социјалдемократ. Затоа што јас сум имал ситуации во најголемиот, во екот на ковид, кога никој не знаеше кај му е главата, а веројатно он како министер за здравство најмалку, да имаше потреба од пациент постара господја да се оперира и он само ми кажа пратете ги снимките, нека отидат во клиника да ја примат и од клиника му јавија дека мора да се оперира. Они има верба дека, нели, тогаш сите го гледавме некого како спасител, дека само он може да ја спаси и он рече да, само ако почекаат до сабота, ја не можам порано. И ден денеска бабата е жива, Господа ја дај уште 100 години да живе, и вика, ја има верба и он ме спаси. Сега, тоа е во душа. Така да, јас верувам дека он има социјалдемократски вредности. И втората теза е, викате, дали ова е раководство? Во овој момент нема раководство. Има председател на партијата. Затоа што целата друга структура е во оставка. Формално правно, заменик председателот на партијата, се уште Конгресот не констатирал оставка. Тоа е сегашната заменик председателка Сања Лукареска. И тоа најверојатно на 24-ти ќе се случи на Конгресот, 29-тиот Конгрес, затоа што на 30-ти веќе ќе се констатираат на новото раководство. Ја ќе оставам да видам кој ќе биде предлогот за новото раководство на партијата, за да можам да одговорам дали новото раководство ќе може да се носи со сите предизвици
особено глобалните предизвици, затоа што социјалдемократијата е во криза не само во Македонија, туку секаде, и во Европа, и во светот, ако видите. И тоа е последица на низа на работи, можеби цела емисија да зборуваме за тоа. Но јас верувам дека предлогот за новото раководство на највисоките партиски органи, почнувајќи од потесното председателство, па централниот одбор, па извршниот одбор, па понатаму председателите на општинските организации и структурите надоле, што треба да се случат во наредните 2 до 3 месеци најкасно, ке одговорат на прашањето дали социјалдемократијата мора да се врати во одреден временски период. Дали сум јас најсреќен со брзината? Не сум. Зашто сметав дека мора побрзо да се реорганизираме. Но оставам пак на председателот, затоа што он ја има визијата да ни ја соопшти наскоро на 24 ноември на Конгресот, која е неговата визија за новото лице на социјалдемократскиот сојуз, и јас сум човек кој што верува во дадената можност. Нему му е дадена можност и он ќе треба да оправда на дадената можност. Како што некогаш мене некој ми дал можност и јас сметам дека сум одговорил на висина на очекувањата. Дали било доволно тоа? Можеби не било доволно. Но еве да оставиме, затоа што тоа кој уште повеќе, што кажувам можеби за мене, не за сите, јас на председател Венко Филипче му имам кажано. Он не треба да биде воопшто преоптоварен, оптоварен со тоа дали битики треба да биде дел од новото раководство. Не. Затоа што јас 2 пати сум бил подпредседател, избран подпредседател, со 2 председатели на партијата. Сметам дека дури третиот пат ја верувам доста во принципите како функционираат евреите. Можеби 3 пати можеш да даеш шанса, но ја велам не. Дај шанса на нови лица. Ако они може да понудат додадена вредност, сврсто, подковани со социјалдемократски вредности и со вештини и знаења, затоа што тоа што во одреден сегмент не достигаше е доволно знаење и мудрост на луѓето кои што но треба да се вклучат. Прашањето да она што лебди цело време во јавноста и што е 18 пратеници не се должат само на Димитар Ковачевски на случувањата во партијата, односно посветеноста на раководството и на членството на случувањата во партијата, туку и делумно затоа што висеше од позадина влијанието на Зоран Заев, кој што со текот на времето, посебно како што се доближуваше блокадите од Бугарија, стануваше јасно дека дел од вината заради блокадите што во овој безизлез што сме заради потпишаниот договор со Бугарија за добрососедство и едноставно таму влечат корените и дека на крајот од денот во 2000 последните локални избори 2021 се извинувам, сериозно изгуби Зоран Заев од граѓаните каде што голем дел од општините кои што ги владееше СДСМ беа огромен број, се сведовте на 15-16 општини. Лоше во моментов перцепцијата на јавноста на Зоран Заев во јавноста, не освен кај оние што ги викаме окорели социјалдемократи, но се додека постои таа сенка на Заев, многу е тешко дека ќе се мрдне од 18 пратеника во парламентот или на локални избори да се направи подобар скор. Тука е проблемот што во моментов со сегашниот председател на партијата. Ама ова е анализа типична која ја слушам наназад низа на што се потврди на избориве. Се потврдуваше веќе 2-3 години преку анкетите. Една мантра која што ја следи некако партијата, а тоа се случува затоа што нема многу принова, нема нов ноу-хау, кој што го викаме ние во економијата. Но треба да е отворена партијата за да го има. Вие зашто кога имаш принос нов во економијата, ние во бизнисот го викаме мораш да имаш одреден turnover на луѓето, за да имаш know-how нов,
кои што не носат само знаење и вештини, туку носат и нова култура организацијска, така и во политичка партија мораш да имаш луѓе нови кои што ќе влезат доволно за да почнат да ги менуваат начинот на размислување. И СДСМ ја следи една стара изрека дека нели цело време има салонски игри, секогаш некакво влијание на некој, па и денеска слушам влијанието на првиот председател, покојниот, се уште лебди со некои негови луѓе, па вториот председател, па третиот и така натаму. Еве сега го нема Заев. Не се појавува на сцената, го нема ни во државата, нели, слушам од медиуми дека не. Дајте да му оставиме шанса на овој сегашен председател да видиме што има многу добар збор на македонски, вика што ќе изнедри. Тој со новото раководство. Па тогаш да видиме дали вистински ја прокоцкал шансата или ќе ја искористи шансата. Значи, да дадеме време да видим добро. Да, јас, например, некои викаат, ово е човекот на Заев. Видете, ако сум човекот на Заев, јас веќе во собрание на 2 или 3 пати одам против тоа што еве неговиот човек, нели, кој што е председател на партијата, го кажува дека треба да се направи. Затоа што викам дека ова е мој личен став. И ги судруваме идеите и различно одлучуваме. Но тоа не прави помалце другари. Така. Сега да ве прашам, верувате ли на изјавата дека СДСМ е подготвен за избори, на мислам парламентарни избори, како што на еве се зборува во јавноста, што не верувам дека би одговарало на никого освен на актуелната власт, за да зголеми рейтингот и од аспект на власт да организира избори, со оваа поддршка што има се уште во јавноста и ќе има долго време, барем 2 години уште, и со инфраструктура во општините што ја има, сега и на централна власт. Се согласувате ли со изјавата дека вие сте подготвени како партија да одите на парламентарни избори? Исто колку што се согласува Мицковски која рече идеме на избори, па утре дента рече чекајте, не е време. Види, немаше да бидам вистински социјалдемократ ако кажам дека денеска се потребни избори на државата. Затоа што тоа нема врска со социјалдемократијата. Да потрошиш народни пари за да отидеш на избор, за да мериш сега дали 2% си отишол нагоре или си отишол надоле. Мислам дека што им правиме на луѓето? Ги тормозиме? Дајте да ги оставиме луѓето малце да живеат. Дајте да сработиме, еве добија шанса. Јас сакам да ја коментираме дали сте подготвени како партија. Значи, јас лично секогаш. Затоа што не... Али како партија? Како партија. Видите, партија која што има председател без раководство, он има визија како сето тоа ќе го постави. Ја мислам дека на 24-ти после конгресот и после одржување на првата седница на Централниот одбор, мислам дека тогаш ќе треба да одговори, затоа што, например, јас да бев местото, затоа што мислам дека го затекна прашањето председателот, ја ќе кажев кога партиските органи, Централниот одбор ќе одлучи за тоа, тогаш ќе можам да одговорам. Затоа што сметам дека... Сметате дека избрза со одговорот? Па не во одреден момент, веројатно за како што премиерот кажа, ајде утре идеме на избори, па утре кажа чекајте, не е време. Немаше не. Видете, не. Јас мислам дека тоа изјавите малце на премиерот ги толкуваме преостро, а у суштина тоа генерално беше... Како што го толкуваме изјавата на председателот на СДСМ. Се пати на јадицата, односно на толкувањето на изјавата, да кога сакате, а у суштина знаеме дека не би оделе. За жал... Мислам дека се посериозни од претходното ВМРО оваа. Добро, јас искрено имам од друга перспектива искуство со другото ВМРО. Сите имаме... Се надевам дека... Сите имаме искуство со другото ВМРО. Не само вие. Се надевам дека воопшто не треба да се исти, ако се обидат да ги реплицират истите, ќе имаме сериозен проблем. Но сакам да кажам дека видете, изјава на премиер и одговор на премиер на јавна сцена,
како што е собрание, како што е изјава на председател на СДСМ, се еквивалент. Не може едната да биде посериозна, другата помалку сериозна. А не, И затоа Сега ќе ви мислам кажа. дека не е за сериозноста. политичката сцена и политичкиот јазик кој што во последните неколку месеци се поставува, вокабуларот што се користи, морам да ви признам дека ни на сон не сум размислувал дека ќе бидам дел од таа политичка сцена некогаш. Затоа што некој знаете што ми вика другарите, вика абе зошто и ти која Пасиев не пукнеш нешто, викам не ми иде. Не е социјалдемократски тоа. Веројатно таков ков треба да си. И затоа се надевам дека ќе почнеме да вие новинарите ќе ни направите притисок за некој политички бонтон на однесување на јавна сцена, се прави, ја мислам за дека се да, менува. за да Ќе видиме како. полека на новите генерации, зашто сите имаме нови генерации кои што ни доаѓаат, им оставиме нешто за да кажат, видете бе, вреди, можеби не за овие луѓе, вреди за оваа држава, да се обидеме да направиме нешто повише. Добро, вие имате верба во председателот на СДСМ и вие сакате да видите што ќе биде на Ја имам партиските избори? верба во социјалдемократијата. Така. Сегашниот председател има животна шанса за да покаже колку е социјалдемократ и која е неговата визија, а верувајте, социјалдемократијата во Македонија нема да умре и ако некој ја пропушти шансата кој што му е дадена. Добро, ќе видиме како ќе биде на конгресот, кое раководство ќе биде избрано и што ќе понуди новото раководство, па во некоја наредна прилика ќе коментираме дали вие сте задоволен од тој избор на раководството или не сте. Мене ми останува да ви се заблагодарам што бевте дел од овој подкаст. Благодарам и на вас за поканата и како што кажавте, не секојдневен подкаст на различни теми. Да, на различни теми. Тоа беше се за ова издание, за оваа епизода. Се гледаме во наредниот термин, така што следете, не ќе зборуваме наредниот термин за една тема која што од јавноста некако не е присутна, се бега од нејзе, но мислам дека треба да се проследи затоа што ќе биде и многу интересна, затоа што има нови информации, но за тоа која ќе ја најавиме новата тема. Секое добро, се гледаме.